отвореното специјално студио Раната Пулс продолжува во продолжение разговор со членови од Сапорт Кочани, лицата кои што први излегоа и можеби го направија она што државата не го направи. Со нас е Клаудија Николова. Ви благодарам што одвоивте време и вечерва сте со нас на 16 март. Добро вечер. Кажете ми, како се роди идејата да се создаде Сапорт Кочани? Идејата за да се создаде ваква иницијатива се роди од потребата да се помогне најпрво финансиски и да се добијат информации за тоа. На почетокот недостасува информации за тоа кој каде се наоѓа, во каква состојба е и на кој начин да се пружи одредена поддршка. Па така потребата се јави од тоа да се добијат тие информации кои недостасуваа и потоа таа финансиска поддршка која во моментот беше, да кажам, митна и потребна. Кои се членовите на Сапорт Кочани? Кој се собира и ја создава таа платформа која што од една страна даваше информации каде има наши сограѓани кои што се на лекување и каде е потребна помош, а од друга страна беше врската за донации директно кон семејствата на повредените или настраданите? Да. Јас се вклучив во иницијативата неколку денови подоцна. Инаку иницијативата беше на Иван Ивановски и на денот на погребите, откако неколку лица, неколку родители на повредените го побарале за помош. Иван заедно со Ненад веднаш седнале и направиле некаков план за да се создаде вакво нешто и да се направи вебсајтот кој беше направен за една вечер. Во вебсајтот учествуваа и други, го направија програмери за една вечер, подоцна се вклучија и голем број на волонтери, на млади луѓе кои активно дадоа придонес секој со различно нешто, но клучно во тој момент. Не само финансии, вие бевте клучна врска и помеѓу оние кои што донираа и материјални средства, тука се и ракавиците, креми, лепенки, се што беше потребно за повредените во Пулс. Имате ли бројка колку досега се остварени трансакции, можеби или сума која што е собрана до овој момент и донирана? Така, да, тоа беше голема сума на средства кои најпрво во вид на финансиска помош, најпрво директно на сметките на повредените. Подоцна, откако формиравме здружение, се формираше заедничка сметка од која во еднаква сума се распределуваа средства на засегнатите и на повредените и за жал починатите. Но и за, како што кажавте, медицински помагала. Во моментот не ја знам точната сума, ќе ве излажам ако ви кажам одредена информација. Но вие ги објавувате редовно при секоја исплата, транспарентно на вашите... Так, на социјалните мрежи има точна бројка и целото тоа е транспарентно објавено. Една година подоцна, каде е сега Сапорт Кочани, што прави и кои се плановите во иднина? Така е. Сапорт Кочани не застанува овде. Секако дека продолжуваме со она што ние го правиме, без да имаме потреба од некакви признанија, бидејќи посебно на овој ден, после точно една година од трагедијата, сметам дека не е важно да зборуваме само за нас, туку достоинствено да им дадеме почит на сите кои храбро се бореа во овој период и за жал прерано згаснатите животи кои ги загубивме во таа кобна ноќ. Инаку работиме продолжуваме на ист начин да работиме транспарентно како и досега и на проекти со цел да го направиме Кочани подобро место за живење, подобро место за младите кои остануваат овде и кои треба да добијат некаква надеж без разлика што ова што се случи е многу тешко. Се уште може да се донира така преку вас, се уште има потреба од донации, бидејќи знаеме дека премногу се скапи оние кои што и трансплантации кои што треба да се направат и лекарства, но и медицинска опрема која што е потребна. Така, да, се уште е потребна медицинска опрема, медицински помагала, креми,
но и интервенции, ласери, заради тоа што ова е процесот на закрепнување е макотрпен и долг, така да потребата можеби во различен контекст, но е се уште потребна. Ви благодарам многу што одвоивте време и вечерва бевте со нас во Живот Кочани. Ви благодарам и јас. Почитувани, следевте разговор во живо со Клаудија Николова од Сапорт Кочани, иницијативата која што беше клучна и ги одигра најважните можеби моменти и она што требаше да го направат институциите, односно државата.